Вие гледате Утринска на Телма, продолжуваме со нашиот следен разговор и најавуваме нешто кое што ќе се случува денес и нешто што не смее да се пропушти. Од 17 часот започнува, како велиме ние, уличниот фестивал на живи статуи, така оние живи статуи кои што ги гледаме и наназад при ваквите организации, но овој пат Центарски улици 3, Светски ден на уметноста е конкретниот наслов. Томислав Давидовски го имаме во студиото и ќе може со него малку повеќе детали за ова. Томислав, добре дојде. Млад и перспективен актер кој што некако ги обединува сите прекрасни генерации, ама она што пред некој ден говоревме сигурно, на секој пат некако се наоѓаме многу емотивно во живите статуи и некако таа цела експресија која што имате да ја донесете, некако таа радост кај публиката е вистина раритет прилика. Да. Така што ќе ти честитаме, ова е уникатна прилика денес сите да се најдат во 17 часот во Централното подрачје. Така е, да. Да, фала ви за поканата и стварно мислам дека нашите настани неколку години уназад, барем јас додека од кога почнав да учествувам и да работам со театрос, со Сдруженијето Театрос, стварно кај публиката наидува на многу радување и на многу импресии, така да едва чекам и вечер да излеземе на улица и да видиме како ќе биде. Колку години поред си, Томислав, веќе дел од фестивалот? Па мене ова ми е втора година. Мислам втора година како соработувам со Театрос и сум дел од тоа здружение. Ќе видиме фотографии во склоп на разговорот, инсерти од претходни представувања или живи статуи, она кое што особено го привлекува вниманието на сите оние кои што нели прават убава прошетка низ Централното градско подрачје и тоа ќе може денеска да го видите да уживаат. Да видиме само и конкретно да ги дадеме оние потребни информации, каде, во кој дел, доколку, како е цедела организација оваа година, па понатака ќе те прашаме нешто од друг аспект. Па вака, вечерва морам да признам дека ова трето издание на Центарски улици кое го одбележува и кој настан го слави Денот на уметноста, да, односно 15 април, Светскиот ден на уметноста, ќе биде оваа година програмата ќе биде многу побогата во споредба со претходните 2 години. Односно освен овие улични живи статуи кои се препознатлив печат на Сдруженијето Театрос, ќе имаме ликовна колонија, учениците од средното училиште Лазар Личеновски ќе ги сликаат своите импресии, своите впечатоци од самиот настан во живо, на платно ќе ги пренесат своите импресии. Потоа имаме, ќе се изведе дуо кореодрамата Самотија, кореодрама во која играат моите драги колеги Енџи Николовска и Бојан Лазаров. Исто така ќе имаме музичка програма, односно диџеј сетови, за тоа ќе се погрижат диџеј Папак Бас и веќе познатото скопско трио Тони Зен, Бугимен и Мартин. И за мене исклучително интересна работа ќе биде вечерва да се види, тоа е подвижниот акт под името Заедно. Тој акт се создаде на еднонеделна работилница за пантомима и уличен театар под менторство на Томе Станковски и на Војо Цветановски. Самиот акт има за цел и за задача преку она молчалива уметност, односно пантомимата, да пренесе една гласна, силна и мокна порака, тоа е дека во овие тешки времиња во кои што живееме, мораме да останеме сплотени заедно без разлика на боја, вера, религија и нација. Самата работилница и самиот акт заедно се поддржани од страна на Europe House, додека пак целиот настан Центарски улици е поддржан од страна на општина Центар. Настанот започнува во 17 часот на улица Македонија и од 17 до 21:30 часот ќе трае целиот настан. Одлично. Ние имавме можност и со Томе да се слушнеме и да се видиме преку нашето онлайн будење. Некако го начнавме овој дел. До тогаш информиравме за едукативната работилница и токму за ова кое што го спомена. А исто така рековме во продолжение ќе биде ова како информација за уличниот фестивал или живите статуи. И тогаш го прашавме Томе и па добро е да прашаме во однос на тој она кое што го спомена од лично негово искуство за тоа како и на кој начин пристапуваат граѓаните кои што се љубопитни меѓу другото и секогаш таа љубопитност ги посакуваат да предизвикаат некаква реакција од страна на живите статуи, но тоа е веројатно умешноста и вештината токму живата статуа која треба да биде како статуа, да не нели потпадне под тоа влијание. Да, дефинитивно, мислам, самата публика, поготово кај нас, бидејќи не се среќаваме многу често со вакви настани. Да. Стварно се многу љубопитни сите посетители и за мене секогаш е многу интересен феноменот дека има луѓе на пример кои седат, да речеме 10 на 15 минути, да наблюдуваат и они гледаат дека ти се движиш и дека си жив, нели, нормално, но сепак има еден момент кога и они
ги впива таа магија, тој момент на стоење и забораваат и пак доаѓа до момент на некое движење или мрдање они да се исплашат. Да, или тогаш ве фаќа смеа. Па има моменти, да, има моменти кога не фаќа смеа. Ама не се смее. Кога ти велам емотивно и катарзично спојување секој пат со живите статуи, ќе се вратам и јас на едно мое патување пред неколку години во Барселона на познатата Ла Рамблас, на самата промедијада. Имаше и начекавме. Ги виделе да најмногу европски метрополи, да. И се сеќавам дека направивме едно јадро од луѓе и ги наблюдувавме, имаше тематска некаква перформанс, забава и така натаму. Многу беше интересен моментот што сите во моментот символично заплака и затоа велам секој пат да веројатно беше дел од перформансот, не знам, меѓутоа сите во истиот момент, како да знаеа точно во кој момент. Не знам како да ти објаснам каква бура од реакции беше тоа, предизвикуваат емоции, затоа велам некој пат и емотивно сум се споил со живите статуи. Мислам дека барем според мене самата поза во која стоиш и актот, самата маска што носиш, костимот и дека си неподвижен и во една положба овозможува ке публиката сама да си искреира некаква приказна за тоа што го гледа. Значи ние даваме еден сегмент, една слика од некоја ситуација, од некоја нешто воведно, а потоа станува на... И сега секој посетител, секој гледач може да си го протолкува тоа на свој начин и мислам дека поради тоа таа улична уметност, овие живи статуи се толку мокни и предизвикуваат такви емоции кај сите посетители. Неверојатно што вели Ивана, многу ми е драго што баш Скопје и Македонија вибрираат со сите европски и светски метрополи. Тоа е толку убава и рафинирана уметност што може да ја забележите. И треба да го имаме. Тематски и треба да го имаме. Сакав да прашам тематски како се подготвувате годинава или секој да речеме од актерски тимиња и оние кои што ќе бидете како дел од ова како да кажам, па да, уличен фестивал, фестивал на живи статуи. Да, живи статуи, центарски улици, тоа сакав го барав светски ден уметноста. Ќе имате тематика секогаш некако, не знам, автократски, некако има такви некои убави. Ги бидете сами или како? Секоја, по принцип, Војо и Милена, кои се како организатори на целото овој, кои се членови и основачи на Театроск, они ја наметнуваат самата тема, самата идеја. Овој пат, мислам, секоја година се трудиме да биде збогатено со уште некој акт. Ова година нема конкретен. Обично ренесанса некаква да имаме, не знам, од времето или значи не знам, обично тие повеќе тематски се оди на Статуа Фест, тоа здравје Боже ќе биде наредниот месец. Обично Статуа Фест има некоја конкретна тематика и костимографија. Да, например, минатата година беше Broken Relationships, пред минатата имаше не ми текнува сега словенот, беше некако Стоп, каде брзаш, некако од тој тип. Така што ќе има можност публиката вечерва да види разновидни костими, разновидни настани, некои ликови кои се препознатливи и од некои други уметности, и од литературата, да речеме, и слично. Најразноразни акти, така да стварно ги поканувам да излезат на улица и да уживаат со нас. Правите ли паузи? Зависи кога како, да, некогаш не, но искрено по мене, за физиолошки потреби, некогаш времето, например, се надам дека денес ќе не послужи, нема да заварне, ама некогаш сме настапувале каде што е стварно топло и едноставно организмот има потреба од вода. Но искрено мене паузите некогаш ми прават проблем бидејќи веќе телото го навикнувам, например, после пола саат време, веќе телото се навикнува и на таа болка и на целиот тој момент и откако ќе направиш паузата како да се враќаш на сам почеток. Да, од почеток, како се соочувате со моментот кивање, кашлање, чешање или се нормално сега? Тоа е веројатно пред време сетирање. Тоа е дел од самата професија. Со тек на време се навикнуваш. Имаше една ситуација, например, кога бевме пред година и нешто претходното лето во Вараждин на фестивал, прекрасен фестивал Шпанцирфест, кој исто така ја слави уличната уметност. Имаше акт еден од Берлин, они беа кукли на онакви котури големи и шетани из целиот град. И заедно со мојата колешка Енџи Николовска кај нашиот акт обично доаѓа во
некаде 10 за 8 часот, кога веќе сонцето ќе зајдеш и се палеа уличните светилки. И како што се палеа уличните светилки, имаше голема наезда на комарци, баш и за тоа што зборуваше, јас се поврзам со претходната гостинка. Да. Имаше голема наезда. А во тој момент, како што доаѓа со нивниот такт, се собираше маса од некои 300-400 луѓе. И сега ние буквално, значи по целото лице бевме со комарци и не каса, а не можеш да мрднеш бидејќи те гледа огромна бројка на луѓе и не. Тоа е жртва за професијата. Жртва за уметноста. Тешки за тие моменти, но за тек на време се навикува. Да, и затоа после вака ќе си ги раскажувате. Томислав, бидејќи си дел од нашата млада актерска постава и кај нас баш бастион на културата, само да прашам настрана од фестивалот денес, има ли нешто што може да го споделиме за јавноста? Се подготвува никаква представа, никаков проект? Па, би можел јавноста да поканаме во драмски театар на фамилијата Адамс, тоа се и на Теа Беговска не покани, треба да одиме? Да, фамилијата Адамс, тоа имаше премиера во декември. Како помина? Супер, доста добро е прифатено од страна на публиката, бидејќи представа во која може да се најде. Ни беше екипата тука, зборувавме за премиерата. Да, исто така на 5 април имавме премиера на Ифигенија за ништо. На таа представа би ја поканил особено помладата публика, бидејќи стварно е некоја представа која е малце поразлична од сето тоа што го гледаме во театрите кај нас, неконвенционална, еден нов пристап, станува збор за постмодерен театар, малце кореографија, танц и слично, а здравје со моето здружение Штрих, кај што сум дел еден од основачите, сме во подготовки за нова представа која да се надеваме дека ќе има премиера во септември тек, ама така бидејќи ни не очекувам малце подолг процес, ќе има и паузи. Така имаме значи уште еден повод и можност за гостување. Здравје Боже во тој период. Томислав, 17 часот. Ти благодариме, да, ќе уживаме на улица Македонија од 17 часот до 21:30, додека ќе бидат таму сите оние учесници на Центарски улици 3, ќе го прославиме заедно Светскиот ден на уметноста, ќе ги почитуваме живите статуи, дека треба да имаме еден добар пристап кон нив, а истовремено ќе се воодушевуваме на онакво што има да ни го прикажат. Ви посакувам успешно представување вечерва и за секоја следна новост тука сме да ги информираме нашите гледачи. Ви благодарам многу и за поканата и за поддршката и се гледаме на улица.